Добар ден, драги ученици, и добре дојавте во наставата по музичко образование за основно одделение. Моето име е Јан и сум наставник по музичко образование. Денешната наставна содржина е обработка на песна по слух. Конкретно станува збор за песната Yesterday од популарните Битлси. Целите и исходите на денешната наставна содржина се да објаснувате и дискутирате за содржината и карактерот на песната, да пеете песни по слух различни по карактери и содржина и да применувате правилна вокална интерпретација. Најправим кратки информации за песната. Yesterday е песна од англиската поп-рок група The Beatles или Beatlesi и за прв пат е издадена и изведена во 1965 година како сингл од албумот Help. Автор и изведувач на песната е еден од членовите на групата, Пол Маккартни. Инаку станува збор за меланхолична балада во која се зборува за раскинување на љубовна врска. Ова е текстот на песната и за оние кои што се послаби по англиски ви препорачувам да го заприте видеото, односно да го паузирате видеото и да го разгледате текстот и оние зборови кои што не ви се јасни да ги пребарате и со тоа подобро да го разберете текстот на песната. Долу на долниот дел од видеото, односно во description, ќе го имате линкот од песната, односно го имате линкот од песната и овде ви препорачувам исто така да го заприте видеото и да ја преслушате песната неколку пати. Че преслушајте ја песната онолку пати колку што ви е потребно за да ја запамтите. Понатаму, одиме со кратко распејување, односно со загревање на гласот, каде што е важно да имате правилна и точна интонација, правилно го држите телото и правилно и точно да ги изговарате зборовите. Овдека ќе се задржиме, односно ќе се распееме со 2-3 кратки мелодиски вежби кои што се добри за загревање на вашиот глас. Заедно со мене пејте ги бавно овие мелодиски вежби. И така натаму. Понатаму одиме со разработка на песничката. Како што можете да забележите од вашето слушање, песната е составена од две различни мелодиски линии, односно мелодиска линија која што се појавува во строфите на песната и мелодиска линија која што има на рефренот. Најпрви, заедно со мене бавно ќе ги разработиме првите две строфи. Ќе ви ја испеам два пати, пробувајте бавно со мене да ја пеете колку што можете за колку што можете да ја запамтите.
Оди. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Ова е мелодиската линија која што се појавува во сите строфи. Одиме уште еднаш, бавно со мене. Пробувај. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Значи, ова беше мелодиската линија која што се правува во строфите, а сега одиме со разработка на мелодиската линија која што се правува во рефренот. Таа е следната. Исто ќе ви испеам два пати бавно, пробувајте ја заедно со мене. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Уште еднаш. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Во понатамошниот дел од песната, уште еднаш имаме строфа, со истата мелодиска линија од строфите, потоа пак се ни се појавува во рефренот и за крајот уште еднаш имаме строфата. За домашна задача, истражете на интернет и изработете кратка презентација за групата Beatles или The Beatles, членовите на групата, нивна биографија, дискографија и така натаму и така натаму. Имате многу што да истражите за нив и да видите и да разберете зошто се една од најпопуларните групи во историјата на популарната музика. Ова е крај на наставната содржина. Ви благодарам на вниманието.